ве молам, запаметете, на денешен ден, значи на 10. октомври 1947 година, точно пред 76 години, во исто едно вакво време, во 18:30 часот, во една вечерина на главниот град на Пиринска Македонија, Горна Џумаја, денес Благоевград, и во истото време кога се подигнала завесата на новоформираниот областен македонски народен театар и кога бил изговорен првиот македонски литературен збор од драмата Печалбари на македонскиот писател Антон Панов, на овациите и на аплаузите од присутните македонци од подгорниот Пирин им немало крај, ни почеток, што се вели ни крај. Дописникот, тогашниот дописник на Нова Македонија од Благоевград, господинот Лазар Манчевски Пинџур, ми тврдеше дека по завршувањето на театарската представа, што се извела на чист македонски литературен јазик, како небото да се отворило, како месечината повеќе да засветлила и повеќе илјадните македонци пред зградата на областниот македонски народен театар со часови аплаудирале и со овации го означувале обидот, односно желбата за обединување на Пиринскиот дел на Македонија кон Народна република Македонија. Аплаузите и од повеќе одекнувале и повеќе стотини граѓани чекале да се поздрават, да се ракуваат и да се прегрнат со македонските пирински артисти и со македонските двајца артисти Петре Прличко и Тодор Николовски, како и со режисерот Илија Милчин, што ја извеле прекрасната македонска фолклорна драма Печалбари. Со тоа започнува културната автономија на македонците, односно на македонскиот народ под гордиот Пирин. Значи, на 10. октомври 1947 година, во поздравните говори од македонските и бугарските представници, силно и отворено било поставено прашањето за обединувањето на македонскиот народ од двете страни на границата, поставена во Букурешт, а представникот на Отечествена фронтовска Бугарија, офицерот Козловски, дури подблекол со следните зборови: наближува денот кога ќе биде подигната вештачки поставената граница меѓу македонскиот народ за обединување Пирин кон Народна република Македонија. Ова е време кога во Бугарија, која ги има изгубено сите 4 војни, двете балкански и двете светски војни, зашто секогаш била на погрешната страна од историјата, владее мислата на Георги Димитров дека не постојат 3 Македонии, туку постои само една Народна република Македонија, околу кој Пиемонт треба да се обединат останатите 2 делови. Ваквиот историски факт и сознанија, но и конкретни акции и запати што се случуваат со огромна брзина меѓу македонскиот народ од Пиринска Македонија се патоводна звезда, амалгамот, но и аманетот на нашиот автор, прекрасниот историчар Евгений Литовски, кој што на нему својствен и оригинален начин, подвлекувам на оригинален начин, ги расплетува, ги растајнува, односно ги разгрнува круцијалните прашања што сами се поставувале и за реализација пред македонскиот народ под Пирин како составен дел на прокламираната културна автономија на Пиринска Македонија, која почнува од раните месеци на 1944 година, а завршува
во доцните месеци 1948 и 1949 година. Всушност, во Пиринскиот дел на Македонија, Иван Козаров ја испукува првата пушка на македонскиот народ и со тоа ја означува борбата за национално, културно и социјално ослободување на македонскиот народ од Пиринскиот дел кон Народна република Македонија. Кога истата со терор 1948 со резолуцијата, културната автономија со терор е прекината и улогата на Народна република Македонија во овој историски подвиг и постигнати реализација, како и пружената помош од наша страна, на најдобар начин ги евидентира, толкува и брани со сета своја ново откриена документација нашиот автор, историчарот Евгений Литовски. Талентираниот и осведочен наш млад историчар и автор Литовски луциден е во своите истражувања, прониклив и неповторлив е аналитичар на оваа пиринска епска тема. Поподробно, крајно и квалификувано и одговорно во својата прва книга ги објаснува, ги толкува со факти, со новооткриени податоци, неодминливите историски вистини за вечните стремежи на македонскиот народ од подгордиот Пирин да се обедини во една своја собствена држава. Трајно и квалификувано пишува нашиот историчар и првпат сакам да ве убедам дека во неговата книга, во придонесот на Народна република Македонија, во реализацијата на културната автономија во Пиринскиот дел на Македонија, нуди, објавува, толкува и растајнува досега непознати документи во нашата историографија и она што посебно сакам да го истакнам во овој случај е нашиот автор, господинот Евгений Литовски, е меѓу првите македонски историчари што има увид и што користи архивска граѓа од архивот на покојниот Лазар Колишевски. Само да ве подсетам, Лазар Колишевски на архивот на Ману им подари 33.000 документи кои се сместени во 550 кутии. Ова само фрагментарно да ви кажам и да ви докажам дека авторот толку сериозно има придено на темата за културната автономија во Пиринска Македонија, што со други 3 книги ја прави вистинската целина за опстојот на македонскиот народ во тој дел под Бугарија. Но културната автономија на Пиринскиот дел на Македонија не ќе се оствареше ако на власт во Бугарија, во отечествена Бугарија, во 45-та година не дојдеше на чело Ѓорѓе Димитров, враќајќи се од Москва. Всушност, тогаш се одржува и 10-тиот проширен пленум на Бугарската комунистичка партија, на која се донесуваат круцијалните одлуки за тргнување и за освојување на културната автономија во Пиринска Македонија. Одлуките се рационално сведени на следното. Од Народна република Македонија се бараат 100 учители да почнат да изведуваат настава на македонски литературен јазик и настава на за македонската национална историја. Меѓутоа, ве убедувам, а тоа го пишува во својата книга нашиот Евгений Литовски, на македонските учители првата група заминува на крајот од ноември, а втората на крајот од декември, не само што изведуваат во училиштата настава по овие 2 предмети, туку во недостиг на професори
изведуваат настава и по математика, и по биологија, и по географија. Така што имало села во Пиринска Македонија, во кои што наставата исцело се изведувала на македонски јазик. Тоа го тврдат во своите сеќавања, аргументирано, учителите што по барање на бугарската влада, по барање на бугарското министерство, се испратени од страна на Министерството за просвета на Народна република Бугарија. Следниот чекор е отворањето на македонските книжарници со наслов Македонска книга. Ова авторот литовски толку инспиративно, толку оригинално и исто толку топло ни го раскажува, односно ни ја пренесува атмосферата што се одигрувала меѓу македонскиот народ, меѓу воскликот, меѓу вознесот и врз желбата за обединување. Тоа практично значи дека македонските книжарници, отворени во 3 града, направиле толку културно влијание врз народот, што почеле масовно да се организираат аналфабетски курсеви и народот да се описменува, но на македонски литературен јазик.